star.com.mk. Добро вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во Што мисли народот, понеделник е и прва емисија во ова работна недела, која што ќе ја посветиме на една категорија од нашите сограѓани и граѓани, која што често пати многумина да знаат дека е најблагодарно тело за на изборите, дека е најсигурно, дека затоа посетуваат политичарите внимание, погодувате станува збор за пензионерите. Но ако говориме дека нели се погодни за гласање и не знам што, мора да се признае дека во држава пензионерите се и едни од оние кои што се најзагрозени со оглед на тоа дека имаме прилично ниски пензии, со оглед на тоа дека усогласувањето на пензиите, односно зголемувањето на пензиите не оди исто како и платите, тоа се фактички податоци, и дека навистина тоа е категорија на граѓани од друга страна кои што во многу семејства можеби носат и основни приходи. Многу од семејствата живеат благодарение на приходите на пензионерите. Така е во нашата чудна држава. Меѓутоа, дали ќе се подобрат работите? Едно од ветувањата на новиот премиер Ковачевски беше дека ќе има зголемување на пензиите. До пред некоја година во држава и немавме партија на пензионерите, по примерот на тоа дека во многу соседни држави партиите на пензионерите постигнаа големи успеси во борбата за правата на пензионерите, ја имаме и кај нас и е дел од власта, од оние кои што донесуваат одлуки. Вечерва со вас и со нас онлайн председателот на партијата на пензионерите на Македонија, господинот Илија Николовски. Господин Николовски, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Дали е точно тоа што го реков, како гледате вие на ова што го реков? Навистина, еден од мотивите за формирање на партијата на пензионерите, сега нема да калкулирам колку време е формирана, меѓутоа ќе потсетите вие, беше дека во некои држави навистина партиското организирање на пензионерите даде плод. Токму така, партиското организирање на пензионерите, особено во бившите љу републики, Србија, Словенија, Хрватска и така натаму, даде и текако голем плод. Например, во Србија моментално пензионерите имаат 9 пратеници, до претходниот состав имаа 16, имаат подпредседател на владата и имаат големо влијание, без нив не може да се формира влада. Во Словенија од 90 пратеници 11 пратеници се од партијата на пензионери и имаат 4 министри и имаат и текако големо влијание. Министрите не се пензионери, меѓутоа се од партијата на пензионери, како што ние имаме во нашата партија членови кои не се пензионери и имаме советници кои не се пензионери. Погледот на овие земји и во некои други земји, ние се одлучиме в 2013 да формираме партија на пензионери. 2014 бевме на избори во коалиција со Алијансата за позитивна Македонија, меѓутоа не обезбедиме да влегнеме во парламентот, меѓутоа на изборите во 2016 во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз ние успеаме да постанеме парламентарна партија и веќе 5 години сме парламентарна партија. И нашето влијание се веќе осеќа во Македонија. Дел од пензионерите го осеќа влијанието, например, на партијата на пензионерите. Ние да не беше, например, една група од 1000 и нешто поранешни припадници на Министерството за внатрешни работи немаше да добијат и согласување на пензии. Ние да не бевме, немаше да имаме големување на старосната граница за возачки дозволи. Например, вие порано знаете дека тоа беше 65 години, сега е 75 години. И сега возачката се дозвола се продолжува на 5 години на место на 3 години. Може да замислите колку се тоа помали финансиски извратоци за пензионерите. Одакле една група на пензионери успеаме да исто обесправени од армијата околу 400 да им се
подобрат пензиите и сега да не зборувам за се што имаме ние учествувано како партија на пензионери во социјалната политика и многу социјални мерки кои се донесени во оваа влада на Социјалдемократскиот сојуз, ние како партија учествуваме. Меѓутоа, ние успеаме и законот за пензии кој порано во време на владењето на претходната власт, член 37 кој беше укинат, успеаме да го вратиме и година дена тој член беше на сила, меѓутоа во 2018 се направи една модификација на тој член и со таа модификација која беше исполнена тој делот од членот кој се однесува на просечните плати, така да од 2018 ние има една диспропорција измеѓу просечната плата и просечната пензија и минималната плата и минималната пензија. А зашто диспропорција? Затоа што имаме големо зголемување на просечната плата и минималната плата, а пензиите не растеа со однос на овие расти на платите. Така да минималните пензии сега тоа е право уметност да се преживее со 10.000 денара и токму затоа ние веќе година дена сме многу упорни во попремување на иницијатива за промена на методологијата за усогласување на пензиите. И мислам дека сме при крај во тоа да успееме. И ствари, во интерес на вистината мора да кажеме дека и кај премиерот заедно имаше разбирање и ние веќе подготвиме две варијанти на предлог закон за усогласување на пензии. Веќе се подпишеме група на пратеници, меѓутоа ради овие превирања кои во парламентот не остана, односно во државата со формирање на ново парламентарно мнозинство, сега ние да дојде нова влада и тоа да го направи. Во оваа прилика сакам да истакнам дека новиот премиер Ковачевски има големо разбирање за состојбата на пензионерите. Ние веќе имаме 3 среди со него. И сега веднаш можда во наредните 10 дена ќе има измени во методологијата и пензионерите ќе добијат односно знатно зголемување на пензиите. И мислам дека премиерот Димитар Ковачевски ќе влегне во историјата како премиер кој има најголемо разбирање за пензионерите, како се моите чувства и разбирање врз основа на тоа на контактите кои што ги има. Очекувавте ли дека една од првите работи кои што ги каже по доаѓањето, преземањето на практично на функцијата, дека ќе биде тоа, бидејќи беше една од најзначајните изјави на Ковачевски кој што најави значително зголемување. Дали имате калкулации колку тоа ќе значи, бидејќи според информациите повеќе од половина пензиите се под 14.000 денари? И како што рековте, усогласувањето е такво да се уште се создава јаз помеѓу платите и пензиите. Јас очекував врз основа на контактите кои ги имаме и средбите со Ковачевски. Ние при формирањето на владата како коалициони партнери имаме средби со премиерот во тоа време мандатар и како партија на пензионери ние ги изнесуваме сите наши барања што очекуваме пензионерите да добијат не само околу пензијата, а имам понатаму време кај кажем и што кои други мерки активности очекуваме да ги преземе да се поправи правниот и социјалниот статус на пензионерите. Меѓутоа бев пријатно изненаден затоа што веднаш во своето експозе во почетокот премиерот посебно ги потенцира пензионерите и во завршниот збор повторно потенцираше дека ќе има зголемување на пензиите, па и вчера во една изјава, така да пензионерите со право можат да очекуваат дека ќе има знатно зголемување на пензиите, а и ние како партија на пензионери со право можеме да бидеме задоволни затоа што веќе година дена на тој проблем работиме. Сега точно колку ќе биде не можам да кажам, да не би се некои разочарали и затоа што наша интенција е да највеќе во оваа прилика добијат оние пензионери со најниски примери. Така.
сега ќе говориме и за она што се другите барања, бидејќи добро, пензионерите прво го гледаат и сите прво го гледаме она што ќе го добијат како на законот можеме да ви кажам што не е предлагано. Една од варијантите да пензиите се усогласуваат од 1 јануари и 1 јули според процентот на порастот на индексот на трошоците за живот во претходното полугодие во однос на полугодието кое му претходи објавено од Државниот завод за статистика од 50% и порастот на просечно исплатената плата на сите вработени во Република Северна Македонија во висина од 50%, а во случај кога порастот на трошоците на живот се негативни, тогаш тој предзнак не би се земал. И втората варијанта, значи останува сето тоа, да се задржи и од сегашниот закон делот, односно членот кој зборува овако, во случај кога има пораст на минималната плата во текуваната година повеќе од 15% и пораст на просечната плата во претходната година за повеќе од 5%, покрај усогласувањата наведени кои ги веќе истакнав, владата може да изврши дополнително усогласување на пензиите во процент не повисок од порастот на просечната плата во претходната година. Така да пред 2 години имаме такво едно зголемување кога имаме 722 денара сите пензионери добија. Значи од тие две варијанти зависи сега овој денови која ќе се прифати, али ние ќе инсистираме и овај дел да остане и на врзоснова на тоа владата да може да донесе доредна мерка за сега усогласување на пензиите, а за јули месец ќе видиме. Интересно е тоа така ќе биде. Кога споменувате усогласување, многу се говореше во еден период, се сеќавате кога усогласувањето сакаше да се представи, имаше намера во јавност да се представуваше како зголемување на пензиите. Се сеќавате на тие периоди. Дали можеме да дојдеме повторно во ситуација да се калкулира на тој начин или ќе се раздвои сето тоа? Усогласувањето е задолжително секоја година, а зголемувањето е сосема друга работа. А токму така, не би рекол, не се тоа шпекулација, но се тоа е незнање, па и во тие контактните емисија од пензионерите слуша на мене ми е толку зголемија пензијата, не сте задоволени и така натаму. Тоа е усогласување, а не зголемување. Ова после годишно ќе биде ем усогласување, ем зголемување на пензиите. Значи, тие две работи треба да ги разликуваме. И сега, да бидеме искрени, не е баш точно кога некој ќе каже, ја слушам, ја на мене ми е пензијата зголемија 100 денара, па 200 денара, пензиите за последните 4 години, од 2017, просек, зборувам за просек, не за поединечно, се зголемени за 2019 денари за овие 4 години, 2016, односно 17, 2021 година. И овие наши очекувања кои сега се реални затоа што финансиската состојба во ПИОН може да издржи зголемување на пензиите. Токму затоа ние како партија го бараме тоа, затоа што како што знаеме, пензиите редовно се исплаќаат пред време и моментално, односно во континуитет неколку години, трансферот од централниот буџет кон фондот се намалува во континуитет и при крајот на 2021 година тој изнесува 37,3% од типните приходи во фондот, што покажува дека фондот, пензионерскиот фонд е стабилен и може да издржи такво зголемување. И ние, како се рекли, сме длабоко убедени дека ова ќе се реализира. Понатаму ние очекуваме и бараме да пензионерите еднаш или два пати во годината добиваат дополнителни надокнади или како што се прави во, например, како што имаме пред година дена, сите пензионери до 15.000 добија еднократна помош од 6.000 денара. Така да очекуваме и бараме
и да иде на тоа да се случи за пензионерите кои имаат испод просечната пензија. Најоптимално решение може да биде и подобро. Минималната пензија да биде 70% од минималната плата, а просечната пензија да биде 60% од просечната плата. Моментално кај нас е 54% од просечната плата, односно 67 или нешто од минималната плата. Значи тој се однос е нарушен. Понатаму ние бараме, што е вака интересно, ќе биде за пензионерите, да се спречи дискриминација на пензионерите од страна на банките за давање на кредити, односно намалување, тоа не само за пензионерите, него за сите граѓани, намалување на многобројните провизии за се и се што се веќе банките почнуваат да барат провизии. Понатаму бараме и очекуваме да се спречи дискриминација на пензионерите од страна на осигурителните компании и осигурување на постари лица. Посебно да се укине по-високото должничко осигурување на одавка одговорност за лица постари од 65 години, бидејќи тоа го нема кај соседните земји, а во некои земји премиите се преполовени. Например, ево сега да ви кажам на пример еден, за мене тоа не е автоодговорност. Минатиот месец патував за Вашингтон и при осигурување ми рекла дека вие сте постари од 70 години и не можеме да ве осигураме Хал банка осигурување. Заврте во друго осигурање, немаше никаков проблем. Значи, ние се бориме сите тие дискриминации да се укинат. Понатаму бараме субвенции за сместување на пензионерите во пензионерските домови, контрола на спроведување на критериумите за прием во овие домови. Бараме на локалната самоуправа да изработи социјални карти и да се планира системски мерки за продолжена нега на изнемошени лица. Иако претходната влада веќе почна да работи на тој проблем, али бараме да се тоа реализира како што е во некои социјални земји, особено тоа во Словенија, бившите земји се реализира и конечно, тоа е интересно за пензионерите од армијата, бараме со новиот закон за служба во армијата да се уфрли еден член и да се таблиците на армијата кои имаат заминато во пензија пред 2020 година да се усогласат нивните пензии со припадниците на армијата кои заминале во пензија после 20 година, затоа што има овде голема дискриминација. Например, генерал зема помала пензија од капетен и така натаму, да не ви се објаснувам. Кај поранешната министерка за одбрана Шикуринска имаше расположение тоа да се направи да важи од 1 јануари идната година и очекувам дека ова влада има расположение за тоа. Може ќе се решеше и досега за да ВМРО не го блокираше законот за служба во армијата со 2000 амандмани и така тој закон за служба во армијата не го стои. Очекувам дека ќе најдеме заедничко решение и со опозицијата да ги надминеме овие разлики, а не се големи, и тој да го реши. Така, по рекламите ќе говориме и за другите акценти од работењето на партијата на пензионерите, но и за вашето учество. Така, да, можеме да завршиме со тоа што се бара во здравствената заштита, уште она што ова се барања кои што вие ги искажавте на парламентарната говорница, така? Не само на моето обраќање, али и во разговорот со премиерот Ковачевски. Така, повелете. Барања, и дел од тие барања се веќе влегнали во програмата. Ние бараме не само за пензионерите, него и за другите граѓани, да зголемување на лимитот за ослободување на пензионерите и сите граѓани од партиципација за болничко лекување на 18.000. Сега е таа ослободување 14.000. А понатаму со тек на време да се пензионерите тотално ослободат од партиципација за
болничко лекување како тоа што беше и порано. Бараме субвенционирање на лечење на пензионерите во приватни болници кога е тоа изнудено од виша сила, како сега што имаше случаеви епидемија, па немање капацитети во државните здравствени установи и мораше да некои да одат во приватни болници, меѓутоа не добија партиципација во тоа. Бараме, што е многу важно, проширување на правата во стоматолошка заштита за пензионерите, затоа што издвојуваат многу големи средства и ова барање за сите граѓани, не само за пензионерите, пораначно Министерството за здравство да изработи нова листа на лекови на товар на фондов. Постоечката листа е пред 15 години, што е светски рекорд. И за таа работа ние бараме Комисијата за здравство од партијата на пензионери, па и Сдруженијето на пензионери и да ние учествуваме во изработка на таа листа. И исто така бараме, тоа е многу осетливо прашање, да се обезбедува навремена набавка на лекови за пациентите од ретки болести. Бараме исто повишток опфат на пензионери за бесплатна вакцинација, како што се сезонски грипови или сега што имаме вакцинација од COVID. И бараме Министерството за здравство да преземат мерки и активности за за слободен пристап на изнемоштени лица и пензионери кои од здравствените установи. Ние знаеме дека голем дел од објектите се градени пред 50 години. Сега и бројот на постари лица е зголемен, така да тука мора да се направи нешто да пензионерите од сите установи имаат многу послободен пристап. Благодарам за овие информации до сега. Одиме со реклами, се враќаме со другите информации од активностите, бидејќи има и активности кои што партијата на пензионерите ги има и вон од она што се барања само на пензионерите, кога сте дел од парламентот, имате и други активности, но за тоа по рекламите. Останете овде, почитувани гледачи, се враќаме по рекламите со продолжение од разговорот со господинот Илија Николовски, претседател на партијата на пензионери на Македонија. Нутини, најдоброто од мајката земја. Секој член на семејството заслужува место каде што ќе биде свој, ќе има свое катче од домот. Ова е и место каде што успешно ќе биде решена секоја школска задача, место каде што ќе се прочита омилената книга. Но ова е и место за уживање во новиот омилен хит и секако ова е место за забава со пријателите. 24 години заедно со вас. Мебел Ви. Треба да почекаме за одобрување И готово, ги земав парите. Како мислиш ги зема парите? Ја отварам Мајуте апликацијата, стискаш аплицирај и за неколку минути парите се на мојата сметка. Мајуте, твоите финансии на дланка. Аплицирај преку Мајуте и доби 22% пониска провизија на кеш кредит. Промоцијата важи до 31 јануари. Празничната убавина на семејната трпеза нека биде посебна оваа година.
нека магичниот мирис од чајникот го разубави вашето утро, а за да тоа биде уште потопло и поромантично, послужете го чајот во филџаните Earth Matte Blue и вашиот појадок во садовите од линијата Earth Dark Blue со модерни текстури. За празничните ноќи, збогатете ја вашата трпеза со сетот Чини и Амелија од 89 парчиња во комбинација со памучниот трпезариски чаршаф Cotton Plain. Прославете ги празниците со вашите најмили и наздравете со чашите за вино Elite или Pure. Комодита Home. Прославуваме заедно. Кому би му ги довериле своите очи? Не најискусните, најнапредните, најголемите. Единствена очна болница со 4 дијагностички центри. Систина офталмологија. Дел од групација Светлост. Вие стигнавте на вистинската дестинација – Дисконт, наш маркет. Кај железничката станица во Штипе Виднаш до Ангротекс. Локацијата за најдобрата понуда и цени е известна, а вашиот избор е најдобриот. Зашто се одлучивте за Елкос? Купете се што ви треба и останете задоволни, зашто купувањето во Елкос секогаш носи насмевка. Дополнителната вредност на сите ваши идеи за најдобрите купатила. Санитарија, мебел за купатила, врати, ламинати и сите видови плочки. Еденак трейд од Виница. Погледнете во најдобриот салон во Македонија и за секогаш останете задоволни од избраното. Најдоброто ве очекува. Денак Трейд. Гледате Што мисли народот, гостин Илија Николовски, председател на Сдруженијето на пензионери на Македонија. Се враќаме во студио, продолжуваме со разговорот со господинот Илија Николовски, председател на пензионерите на партијата на пензионерите на Република Македонија. Господин Николовски, имав едно јавување, ми се јави пензионерка која што реагираше, знаете, за оние 6000 денари помош. Тоа беше од ковид мерките. Имаше нели граница од 15.000 денари и реагираше на тоа дека некој затоа што имал само нешто над 15.000 не добил. Не знам дали се случило некој под 15.000 денари да не добие. Веројатно ако е под 15.000 денари, ако реагира ќе добие. Како ги коментирате таквите ситуации? Значи нема шанса некој кој имал испод 15.000 да не е добил. Некој на мене ми се јавувале, вика јас не добив, јас ми викам дај ми матичен број, утре ќе ти кажам дали се добил или не и веќе не се јавуваат. Така 182.000 пензионери кои имаат пензија износ до 15.000 добијат по 6.000 некратна помош. За жал, за секоја активност мора да постојат и критериуми. Критериумот овде беше 15.000. Сега ако некој вика јас имам 15.500, некој ќе не сум добил, некој ќе рече, ако тој добие, ќе рече овој што има 16. Зашто не сум? Значи мора да биде секаде да има лимит и лимитот беше 15.000. На мене ми е жал што некои не добили, меѓутоа никој пат, ама баш никој пат не може да биде сите задоволни. Така. Сега во борбата за правата на пензионерите и за достоен живот да имаат, вие сте некако ориентирани на барања од владата за реализација на мерки и изголемување на пензии за достоен живот за пензионерите, но во соработка и со Сдруженијето на пензионери. Како оди таа соработка на партијата на пензионери и Сдруженијето на пензионери? Јас можам да ви кажам дека за разлика од претходното раководство,
Сега со ова раководство имаме подобра соработка, али не на ниво која би требало да имаме. Они се невладина организација и како невладина организација они треба да имаат не само со партијата на пензионери и со други партии соработка, како што например ние како партија имаме соработка со многу невладини организации, например кои се бават со екологија, со зелените и така натаму. За жал има некои, не сите не ворам, ние имаме например со Сдружение на пензионери и изваредна соработка, кои на дневна основа се слушаме, али има меѓу нив некои кои мислат дека се само они тие кои треба да се грижат за пензионерите и никој друг. За разлика од другите ју простори, пензионерите во Македонија, во Сојуз на пензионерите се најдобро организирани. Зашто се најдобро организирани? Затоа што фактички државата собира чланарина за нив. Тоа се задржува при исплата на пензиите. И тоа е по 3 дена да се задржува. За сега тоа е пола евро. 320 и нешто, да не кажем точно 24-25 за мислите тоа се 180.000 евра. Ниједна партија во Македонија нема толку пари колку пензионерите, Сојузот на пензионерите имаат, и се они најдобро организирани во односу на бившите им простори, затоа што на другите републики пензионерите се добро организирани, али и добиваат дотации од државата, меѓутоа они работат на многу проекти за да добијат пари. И токму ради таа нивна организација, добра организација, кога се појави партијата на пензионери, некои од нив мислат дека се загрозени. Напротив, партијата на пензионерите нема искористен ниеден цент од чланарината која ја добиваат и нашите цели и задачи се високо компатибилни со целите и задачите на Сдруженијата на пензионерите и ние, ако се работуваме многу подобро, пензионерите само ќе имаат поголема корист од тоа никаква штета. Ние за многу работи разменуваме податоци, морам да ви кажам дека разменуваме податоци, конкретно и за ова околу големувањето на пензиите и согласувањето имаме разменуваме податоци со нив. Ја, например, ако имам пратеничко прашање, им пуштам по имејл, ги информирам што сум прашал, ако имаат они некои забелешки, сугестии, повремено им праќат, така да таа се работа одобрено, меѓутоа мислам дека треба да тоа биде на дневна основа, например, кога се гледа, например, дом со Сдружението, односно на владините организации кои се бават со екологија, имаат малку на дневна соработа, база соработа. Иако и ние имаме со некои невладини организации. Така, ќе се задржиме уште малку на оно што се очекува со најавеното, оно што го најавува новата влада за пензионерите. Често се говори, кога станува збор за зголемување на пензиите, за начинот на кој ќе се зголемат, па досега имаше ситуации кога ако се оди со процентуално зголемување за сите, дека уште повеќе се зголемува јазот од најголемите до најмалите пензии. Дали има најави како би се одело овој пат? Дали има такви разговори за да не се зголеми тој јаз? Не се тоа зголеми јас, ние разговараме вчера и со сегашната од денесна министерка за Тренчевска политика, Тренчевска, која ги познава проблемите на пензионерите, затоа што работела долго време во тоа министерство. И ова сега зголемување баш нема, најверојатно нема да биде процентуално, него ќе биде или линеарно, или степенаст. Да тој јас се малце намали. Иако и за ова има оправдување, некој кој има високи пензии, он вика, па јас сум издвојувал, повеќе во фондот, затоа имам повеќе пензија. Еден ми вика овака, пред некој ден вика, заличите ли генерале, јас имаме акции, јас имам 10.000 евра акција, и вика имаш 2.000 евра и сакаш исто дивидендер да добиеме, не може вика исто така, да сите имаат своје оправдување, али лично јас мислам дека за пензионерите со најниски примања треба повремено да се даваат еднократни помошки и повремено
да има некој линеарно или степенасто големина. Затоа што имате вие пензионери кои имаат една група на пензионери највише 57.000. Сега да не ви кажам така. А има и 10.000. Тоа е уметност да фамилијата преживее со 10.000. Мора да бидеме и солидарни. Социјалниот момент треба да се задржи во секој случај заедно со оној момент на тоа колку кој издвојувал. И едно битно прашање кога станува збор за политиката на законот за пензионирање и како во иднина ќе се оди во пензија. Често пати се говори границата, зголемување, намалување. Што можеме да очекуваме во тој поглед оти често пати како некој тест ни се пушта, а во друга држава било така ќе се зголеми прагот на пензионирање. Што во таа насока смета да прави партијата на пензионери? Пензионирање, интенција во Европа и во светот да се за да може да издржи фондот да се зголемува. Да се зголемува. Ние сега на 1 јуни се донесува закон да со 64 години се оди во пензија и да нема продолжување до 67 со одредени исклучици, затоа што има голем невработеност. Меѓутоа, јас лично, искрено да ви кажам, и за тоа ќе се залагам и понатаму, против тоа да се ограничува работењето на пензионери. Треба да се тоа регулира колку сати или да се пензионерот плаќа сите доприноси према државата, али не може никој да не забрани на некој ако работи. Може да не работи во државна установи, во јавни предпријатија, али кој може, например, сега јас сум се расправал на таа тема да му забрани на пензионерот да работи, например, и во странство, вика ако се во закон вика ако се работи во странство, пензионер и во државата или во странство, пензијата става во мирување. Пензијата е економска категорија, не социјална категорија. И према тоа таа е заработено и ако замислите овако се има расправија, имате пензионер кој има 12.000 пензии. И се вработи, например, во некоја агенција за обезбедување и се 12. Дали тоа е дали се тоа големи примања, па да треба тие 12.000 да ги стави во пензија. Значи тоа треба да се регулира, да се плаќаат сите доприноси према државата и нема да има злоупотреби, али кој сака да работи, нека работи. Ние имаме сега, например, од полицијата, од армијата, го заминуваат порано во пензија, како сега да ни забраниш на некој. Може да работи, нека работи, али да си плаќа сите доприноси. Јас во тоа сум длабоко убеден и тоа и на запад така. Вие знаете дека во Германија има луѓе кои работат по 3-4 месеци. Така. И мислам дека со премиерот Ковачевски на таа тема разговараме. И има разбирање и за тоа. Ние, например, сега ќе имаме ситуација во Министерството за внатрешни работи по новиот закон, треба многу луѓе да заминат. Знаете колку луѓе треба сега да заминат до јуни да се пензија. И сега на тие луѓе треба да им забраниш да не може никаде да работи. Вас да не работи, например, во агенција за обезбедување и така. Например, по договор дело. Со почитување на одредбите и со плаќање на сите давачки. Нормално. Нема злоупотреби на законот. Така. Мора да се почита. Освен кога функционира нешто како партија, освен она што е директно за пензионерите, сепак сте вклучени во одлучувањата во парламентот за сите други битни прашања. Во моментов битните прашања се пред новата влада која што вие поддржавте како партија. Едно од битните прашања и договорот со Бугарија и спорот како сакате со Бугарија. Вие сте дел од комисијата за парламентарна соработка помеѓу Македонија и Бугарија. Што очекувате на овој план кога веќе сте токму во таа комисија? Не само што сум и председател. Јас сум и председател на парламентарната комисија за соработка со Бугарија и предоаѓа Петко. И премиерот Петко во Македонија. Поред другите следбите доаѓајќи председателот на собранието, ќе бидем на таа средба кој председателот на собранието. Очекувам ипак да работите тврдо на одбор. И се слушам со таа
што викаат надградена програма, ако ние почнеме да се работуваме на многу полиња, во економија, во култура, во образование, во здравство, невлади сектор, кога ќе почнат луѓето многу повеќе да контактираат, многу полесно се решаваат проблемите. За жал, видите, ние од едни развиени, неверојатно добро развиени пријателски односи, сега имаме замрзнати пријателски. Например, јас бев едно време председател на Сдруженијето на ветерани и резервисти од одбраната и безбедноста во Македонија. Ние, например, со Сојузот на офицерите и сержантите од запаса Бугарија, имаме контакти малку не на дневна основа. Знаете колку заеднички активности имаме и во Бугарија, и во Македонија, и тие односи сега се замрзнати. Сите воспоставени врски треба да се обноват, треба тие точки 5+7 да се тоа активира. Меѓутоа, во сите тие меѓусобни односи треба да се почитува и сигурно не верувам дека постои политичар во Македонија, резолуцијата која се донесе до собранието, а тоа е да се Македонија има своји црвени линии. Црвените линии се знае националната припадност и јазикот. Тие теми нема да се преговарат. И мислам дека ќе има и разбирање од бугарска страна да не се дира јазикот и нацијата. Мислам дека во тој дел, ако гледате сега изјавите на Радев, тој не спомна никаков јазик, не спомна ни историја, не спомна ни нација. Но тоа го идеа дека тие историски прашања никој во Европа, па никој во светот нема разбирање за барање во историјата кој ги ваде. И затоа они сега толку не спомнувам дека се префрлија на човекови права. Но во секој случај интересно е дека кај нас, иако донесовме резолуција, тоа едногласно сите партии, уште спорот со Бугарија се употребува во дневно-политички цели, што воопшто не помага. За жал, тоа не помага, тоа во користото националистите и од едната и од другата страна. И нашите националисти, бугарски националисти и врзостава на тоа и градеа своји политички кариери, така и партии. Ако најверојатно вие сте слушали сега и допис, мислам дека сега дописник на бугарската агенција, новинска агенција Николај Красев. Да. Познат овака новинар и познат аналитичар, и он пред година дена некаде изјави и вика заеднички именител на двошените односи меѓу Бугарија и Македонија се вика ВМРО. ВМРО на Каракачанов и ВМРО ДПМН во Македонија. И јас имав една дискусија во собранието кога беше интерпелација на поранешниот министер за надворешни работи. Димитар да ја спомна тоа и сега ритна некој пред мене. Меѓутоа јас тоа аргументирам. И баши, представам не сакам поимен. На дневна основа контактиравте со Каракачанов. Кој му ги промовираше книгите на Каракачанов во Македонија? Кој го придржуваше? Кој направија бизниси во Македонија со бугарскиот пасош? Се знае точно кој град, кој прави бизнис и така натаму. И проблемот измеѓу Македонија и Бугарија се вика мегали. Затоа што бугарските националисти, односно да почнем од нас, националисти мислат дека Македонија се граничи од сите четири страни самата со себе. Бугарските националисти исто тоа го мислат. Меѓутоа, ние треба да гледаме и минута и да ја ставиме историјата. Јас кога би се праша, историјата ја оставиме историчарите и да тоа прашање решава долгорочно, како што германците и пољаците тоа го прават, како германците и французите, после 40 години така сега ќе пишуваат заеднички учени. Тоа е еден дел
долгорочен процес и тој дел треба да се остави. Ние како стосени земји мора да имаме добри меѓусоседски односи. Само тоа изминато на нас, особено на нас како мала држава, затоа што имаме многу заеднички работи со бугарите и со сите соседи. Така. Кога споменате Христов, да, Николај Крастев, се извинувам, да, изворедно коректен и коректен аналитичар и новинар со прилично коректни ставови, кои што не одат нити на една, нити на друга страна, туку прилично коректен, тука сте во право. Моето последно, да? Крива паланка за Софија, да се вика, доци, дајте му име. Моето последно прашање се однесува на тоа дека владата која што започнува сега на Ковачевски како премиер е изгласана со поддршка од 62 пратеници. Како очекувате тоа да функционира? Очекувате ли проблеми од аспект на тоа мнозинство? Дали тоа ќе биде проблем за оваа влада? Мислам дека тоа мнозинство ние функционираме со 61, а сега имаме 64, дека нема тоа да биде проблем. И таа коалиција се направи од страна на алтернатива. Еден од условите беше дека влегуваат оваа влада, али да се гарантира дека нема да има предвременни избори, дека изборите ќе бидат 64. Тоа го рече и премиерот Ковачевски. Избори ќе има, али 64. 2024. Така. Во ред. 24. Како секоја опозиција бара предвременни избори, али ова е стварно нескромно и неразбирливо после година дена да ти бараш предвременни избори, уште не завршени локалните избори, да се бара предвременни избори и да викаат дека нема легитимитет таа влада. Ако се вразуваме за локалните избори, Ердоган изгуби од 18 најголеми градови и изгуби локалните избори, а никој не бара предвременни избори. Например, Курти од 150.000 на 50.000, односно од 150 на 50.000 гласа на локалните дојде, никој на Косово не спомна предвременни парламентарни избори. Макрон изгуби локални избори. Ердоган изгуби локални избори. Во Хрватска, ако се сеќавате како помина ХДЗ и така натаму, никој не бара предвремени затоа што ги изгубили локалните избори. Тоа е неодржливо и неаргументирано што бараат бедност дека немате легитимитет. Така. Времето ќе покаже што ќе се случува од тој аспект, а од друг аспект пензионерите секако очекуваат најмногу она што го најавивте дека владата ќе го исполни како предуслов да имаат достоен живот, бидејќи вака со овие пензии навистина е потребно зголемување. Вака сигурно дека владата ќе преземе организирани мерки и активности да социјалниот статус на пензионерите се поправи. Ние сме овде да го следиме сето тоа како ќе се одвие во следна прилика се разбира ве очекуваме овде во студио да анализираме до каде се работите. Ви благодарам за гостувањето во нашата емисија. Благодарам и јас на вас што ме повикавте. Благодарам уште еднаш. Гледачи, тоа беше председателот на партијата на пензионери на Македонија господинот Илија Николовски. Разговаравме за тоа што се очекува и што може да очекуваат пензионерите од новата влада на Ковачевски во наредниот период како подобрување на нивниот стандард и на нивниот живот. Останете во добро расположение. Со ново издание на Што мисли народ ќе се гледаме идниот понеделник. Следува програма од втора категорија. Содржината може да ја вознемири